една содржина до крајот на ова денешно издание на Македонија наутро. Некако круна да ставиме на сето она што досега го зборувавме и изминативе 3 часи ви посакувавме да имате убаво утро, а така може да биде само ако одиме со слика и тоа во Охрид. Колешката Сонја Рилковска не очекува во последното линковско вклучување. Сонја. Да, добро ви утро. Овој пат од бисерот на Охридското езеро. Ке пловиме по езерската шир за да пренесеме една позитивна енергија и да ја прикажеме една од главните атракции на градот Охрид. Оде со мене Марко Таневски, собственик на ова прекрасно автентично бродче. Добро ви утро, Марко. Кажете, не голем ли интересот од страна на туристите за вакви прекрасни прошетки по езерската шир? Прво да и поздравам гледачите на Македонска радио телевизија. Во однос на интересот секако дека е голем, не само со нашиот пловен објект, но и со останатите објекти на катамарани, понтони, помали, поголеми бродчиња. Бидејќи посета на Охрид, ако не направите прошетка со чамец или со брод, исто кога не сте били. Така. Кои се најбројните туристи кои што имаат желба да прошетаат? Па, најбројните холандјани најмногу имаме, нашите домашни туристи од Балканов и од Европа, сите кои што доаѓаат јавуваат желба за прошетка со чамец, сите, без изузетак. Тоа повеќе Даниел, капетанот, мојот партнер, може да окаже, пошто тој ми е партнер и е капетан на бисеров. И тој е задолжен за... Имаме, значи, и странските и домашните туристи. Сите сакаат да уживаат во ова прекрасна гледка. Работите, предпоставувам, од април до крај на сезона? Од април до кај октомври, додека е добро времето, бидејќи нашиот чамец е специфичен со масивно дрво и не можеме да чуваме надвор на лоши временски услови. Марко, кои се најбараните дестинации, релации, крстарења кои што се нудат, панорамски прошетки? Вака, ние имаме повеќе прошетки, кратки, по пола час до Канео, до Титова вила. Исто доста барана тура е за срединавам нормално, како и со големите број, така и со помаливе пловни објекти. Имаме сансет тури, имаме wine tasting, имаме безброј запросувања, бараат за сликање за невести, во нашиот брод да се сликаат. Разноразни тури нудиме, понудата е обширна, така да за секој вкус и за секој буџет имаме достапни тури. Така и не е само прошетката, туку ете се збогатува понудата на тој начин што им се нуди и пијалок, препоставувам и храна. Абсолютно, капетан Даниел, тој е за тоа задолжен. Така да им направи добро. Обавезно имаме домашна ракија и сите вина и сокчиња за сите. Така. Марко, би сакала да ве прашам, последниве години некако расте бројот, ги имаме голем број на катамарани, некои современи пловила и слично. Вие го задржавте оној, да речам, автентичен, традиционален лик? Одлично прашање. Со Даниел, кога договаравме да купиме, да направиме пловен објект, размислуваме дали ја земе катамаран и во старт ни тој ни јас не сакавме. Не дека се лоши катамараните, сакаме да зачуваме охридскиот, пештанскиот крој на чамец, на кајче, да речеме на наши, али се одлучивме внатре да направиме малце по-лукс со масивно дрво, да е уникатно нешто. Со тоа што не кошташе многу повеќе од еден катамаран, сакаме да биде уникатно и специфично. Али да се зачува традицијата од надвор. Да, автентично. Да, во секој случај, да. Пешта, некако што кажеш. И јас би апелирал до сите кои што сакаат да се бават со бродски тури, нешто вака да се задржи стилот на Охрид и на нашето езеро. Да, за крај би сакала да ве прашам какви се очекувањата за ова туристичка сезона. Еве сме веќе 1 мај го означува на некој начин стартот на сезоната. На прагот сме. Очекувањата. Имаме доста резервации уште сега. Нас ни е втора сезона со бисеров, да Прл бисерот. Значи е релативно нов објект. Втора сезона ние лани малце подосна почнавме. 1 мај го наговестуваат за добра туристичка сезона да имаме. Имаме доста резервации и очекувам за сите да биде добра сезона и сите да бидеме задоволни. Како ние, како работници, така и туристите кои што доаѓаат да не посетат. Така, ви благодарам многу, Марко, што бевте дел од утинската програма на Македонската телевизија. Колеги, јас ги повикувам сите гледачи кои што ќе бидат овде овој викенд да уживаат во прекрасните прошетки по езерската шир.
Да, Сонја, благодарим. Убаво.